Без правосилно решение на инспекцијата за утврдените пропусти по козјо и ситно сирење или млечна урда, граѓаните кои купувале од производите кои надлежните не ги објавуваат, засега не може да тужат и бараат одштета. Адвокатот Горан Нацич за Телма вели дека во случај на загрозена безбедност и здравје, надлежните мора да ги предупредат граѓаните што да не купуваат. Надлежната институција треба во скоро временски период да ги обзнани компаниите кои што согласно информациите кои што располагаме во јавноста се работи за измамничко однесување, за да ги заштити потрошувачите. Сега, немам релевантна информација дали овие конкретни млечни производи се веќе отстранети од пазарот. Ако се веќе отстранети, тогаш потрошувачите се безбедни. Но доколку не се отстранети од пазарот, од маркетите, тогаш е добро да што поскоро да се објави оваа информација во насока на тоа потрошувачите да знаат што ќе купат. Нацич, кој има докторат на тема групна тужба, предупредува дека во државата не постои механизам за колективно или општествено барање на одштета. Во моментот македонските граѓани имаат можност само за индивидуално барање на одштета, што од друга страна може да предизвика илјадници тужби исклучиво со фискални сметки, наместо како во западните земји да се пресмета целосната штета од неквалитетните производи и таа да се бара преку колективна групна тужба за јавен интерес. Дали се исплати обештетување на индивидуално ниво, каде што вие треба да платите адвокат, да платите судска такса, за да се обештетите за килограм, 2 или 3 килограми сирење кои што се ги земале во конкретниот спорен период. Се пресметува вкупната штета што е направена према вкупниот број на подржувачи без име и презиме за кого станува збор. Што значи преку податоци кои што може да се земат од внатрешните книговодства на компаниите. Кога ќе се пресмета вкупната штета, таа е на агрегатно ниво, не е на индивидуално за име и презиме, конкретно име и презиме, туку за целата група на оштетени подржувачи, во текот на постапката, доколку се идентификуваат одреден број од нив, ќе бидат директно обештетени. Меѓутоа, за остатокот од вкупната штета која што е утврдена, а не се идентификувани конкретни оштетени лица, се оди со принципот обештетување најблиску што се може. Би можела да биде искористена за унапредување на сточарството во Република Македонија, производството на млечни производи и така натаму. Иако во тек е постапка за измени на законот за парнична постапка, ниту со нив не е предвидена групна или колективна тужба за потрошувачки права при измамничко однесување, освен во делот на превенција и повлекување на опасни производи од рафтовите.